Најновата книга од Ставре Джиков, Джелатот на Че Гевара се исповеда пред Македонец, е возбудливо истрајно истражување за злосторството врз легендарниот Че, со автентични сведоштва од прва рака, меѓу кои и она на познатиот македонски писател, драматург и дипломат Коле Чашуле. Што беше мотив да се создаде оваа дело? Најдов на еден несоборлив доказ, историски, сведоштво, како полковникот кој го заробил Че Гевара, а тоа се датумите 6, 7, 8 и 9 октомври месецов, но тоа е 1967 година. Покрај тоа што бил фатен, ранет, тие го ставаат и предстрелачки вод, но еден детаљ во таа историска приказна за смртта на Че Гевара до ден денеска се криеше. 55 години. Можеме да најдеме разни документарни филмови за Че Гевара, разни книги, писатели, што посветувале внимание и тоа со биографски податоци за Че Гевара од личност до револуционер. И во таква ситуација, наоѓајќи го тој клучен, крунски доказ, каде што полковникот кој го заробил, али по наредба на ЦИА и Пентагон, има посебна задача, тоа е објавено во многу книги, коментари и така натака, имало посебна задача, покрај тоа што ќе го зароби, да се скрие и смртта на Че Гевара. Тоа значи да биде закопан на непознат гроб. Меѓутоа, ЦИА прави грешка, тргнувајќи од својата империјална моќ Америка, тие го сликаат Че Гевара, ранет, и таа фотографија ја пуштат низ светот. Практично, убиениот Че Гевара, мртвиот Че Гевара воскреснува со таа слика. Тие слики, едната од нив, е и илустрација на мојата книга. Тоа е едниот детај. Вториот многу важен детај за кој немав сон кога видов што читам и кој доказ пред мене, како најобичен човек, и дека му е направена голема неправда на Че Гевара, тој штом бил заробен, боливиската држава требало да го затвори и да го суди. Но таква наредба било да мине, штом ќе се фати, да биде усмртен и да не се знае каде е закопан. Меѓутоа, совеста на полковникот, кој оперативно ја изврши цела таа операција, не му била мирна после смртта на Че Гевара и на неговото семејство. Во една прилика, тој е награден, станува генерал, дури и кандидат за председател на боливиската држава, но во една прилика, од моментот на масакрирање, ово е прв пат овој избор ќе го потребам, пошто никаде го нема како детали од смртта на Че Гевара, поради масакрирање на Че Гевара, негова лична страна пред умирање, носи голем грев и совеста не му е мирна ни еден ден, ни една ноќ. Тој, председателот на Боливија, полковникот го прави генерал и го прави амбасадор во Перу. Во Перу е и нашиот амбасадор Коле Чашуле. Тој бара исклучителна средба само со амбасадорот Коле Чашуле. Зошто? Ќе се види во книгата. Кои се мотивите за да има таква доверба да се исповеда пред Коле Чашуле, ова јавна светска исповед. И му ветува и му го замолува и му ветува на Коле Чашуле заради неговиот некаков дигнитет на личност, на извршителот, на злосторникот, на джелатот Че Гевара, полковникот Коле Чашуле, тогашен амбасадор, да молчи 20 години. Амбасадорот Коле Чашуле не молчи 20 години, 40 години. И јас доаѓам до тој податок, до тоа сведоштво и почнувам да копам. Бидејќи во сведоштвото Коле Чашуле го крие идентитетот на извршителот на смртната злосторничка казна врз Че Гевара. Каков беше предизвикот да се организира оваа промоција? Самата книга, знаеш, денешно време на ванаби Че Гевари, на Че Гевари по тему кои се државни службеници,
Ја кога прочитав книгата се збунив. Пред се еден образован човек оди у планина. Приказка за болката, кога му ги сечат рацете, он не плаче. Приказка за крвта останува секогаш на рацете на оној кој ја пролеал, кој ја предизвикал, и болката во душата, едноставно која не може да помине ни со години. Ако повлечеме паралела со денешнова секојдневица, ќе видиме дека сме многу заостанати. Промоцијата помина во како дружба на пријатели луѓе, почитувачи на делото на господинот Джиков. Второ, како едноставно подсеќање на едно време кога имало, за жал не сум го доживел, вистински херои како Че Гевара. Ставре Джиков е наш еминентен правник, значаен деец во општествените и меѓународните односи во бурните години од македонската историја. До сега објавил повеќе капитални стручни и историографски дела, но и поетски збирки, што сведочи за неговата силна истражувачка љубопитност.